Сите ја знаеме приказната за принцезата и жабата, нели? Принцезата бакнува жаба, жабата се претвора во принц и живеат среќно до крајот на животот. Класика. Ама, што ако постои една поинаква верзија на таа приказна? Верзија со еден огромен пресврт, која крие лекција што можеби сме ја пропуштиле. Значи, формулата е јасна. Бакнежот ја крши клетвата. Но, ајде да застанеме за момент. Што ако самиот чин, бакнежот, не е доволен? Што ако она што навистина е важно е намерата за ветувањето? И така, нашата приказна не носи во едно кралство кое изгледа, совршено. А во центарот на тоа совршенство е една принцеза чиј живот е како од со ништата. Евеа принцезата Ела. Сите зборуваат за незината убавина, незината долга, златна коса, облечена е во најубавиот розов устан што може да се замисли. И има нешто што го сака повеќе од се на светот. Мало мече, ама не било какво, туку направено од еден блескав, скапоцен камен. Незиниот свет е сјај и совршенство, барем така изгледа однадвор. Ама знаете како велат, совршенството е кревко. Еден ден, додека се игра покрај езерото, еден невнимателен момент и само се слуша едно блуп. Незиното скапоцено мече исчезнува во водата. Во тој момент целиот незин совршен свет се руши. И токму тогаш, кога е најранлива, се појавува некој неочекуван. И токму во тој момент на очај, од водата излегува жаба. И тука работите стануваат интересни. Затоа што договорот што ќе го понуди оваа жаба е се само не фер. Ова е моментот кога се судираат два сосема различни света. Принцезата Ела размислува само на еден начин – со пари. Веднаш нуди бисери, злато, дури и круната. Се што е материјално. Но жабата не ја интересира тоа. Таа бара нешто многу полично. Сака друштво, сака да јаде од нејзината чинија, да спие на нејзината перница и на крај, да, погодувате, бара бакнеш. И еве го клучниот момент во целата приказна. Ова не е искрен договор. Длабоко во себе, Ела си мисли: ќе му ветам се што сака, а апсолутно се, само да си ја вратам играчката. Гледате? Таа нема ни најмала намера да го исполни ветувањето. За неа, зборовите се само алатка, средство за да го добие тоа што го сака. Ништо повеќе. И така и бива. Жабата, честна до крај, нурка и ја враќа играчката. А Ела, во моментот кога ќе го зграбчи своето мече, без да каже ни фала, се врти и бега. За неа договорот е завршен. Ама не сваќа дека ветувањето што го дала, што туку почнува да ја следи. Ела можеби мисли дека се извлекла, дека го надмудрила жабецот, но во едно кралство зборот на принцезата има тежина. Тежина што таа очигледно ја потценила. И секако, жабата се појавува на вратата од палатата. Ела е згрозена, се обидува да го избрка, но тогаш се вмешува незиниот татко, кралот. И тој не е импресиониран. Неговите зборови се строги и јасни. Принцезата никогаш не лаже. Она што си го ветила, мора да го исполниш. Забележете, тој не го прави ова за жабата. Го прави ова за принципот, за честа на круната. И тука ја гледаме огромната разлика, нели? Имаме иста акција, исполнување на ветувањето, ама од две сосема спротивни причини. Ела го прави тоа само затоа што се плаши од казна од таткој, а кралот, тој инсистира на тоа за да ја одржи честа, за да покаже дека зборот нешто вреди. Страв наспроти чест. Тоа е сршта на проблемот. И така, принудена, Ела го исполнува договорот, ама со какво гадење? Мора да ја дели својата чинија со лизгавата жаба, мора да ја стави на својата свилена перница, секој чекоре мачење за неја. И на крај, со затворени очи и со треперење, го прави и последното го бакнува. И во моментот кога нејзините усни ќе ја допрат жабата, се случува магија. Токму она што сите го очекуваме од бајките. Ама она што следи потоа е се само не бајка. Пуф! Собата блеснува со магична светлина. И таму каде што допред малку стоеше жабата, сега стои еден неверојатно згоден принц. Клетвата е скршена. Ова е моментот за среќен крај, нели? Но наместо да падне на колена и да ја побара за жена, принцот ја гледа мирно и ги кажува зборовите што ќе го променат нејзиниот живот за секогаш.
Твоето лице е убаво, но твојот збор е празен. Замислете го шокот. Нема пофалба, нема благодарност, само студено, болна вистина. И тогаш тој ја објаснува. Клетвата била таква што можела да ја скрши само принцеза која ќе си го одржи ветувањето. Значи, чинот бил потребен. Ама тој не може да го помине животот со некој чиј збор не вреди ништо. Со некој кој е искрен само кога е принуден. Затоа што, да се разбереме, изнудената искреност воопшто не е искреност. Тоа е само послушност. И со тие зборови, принцот се врти и си заминува. За секогаш. Приказната не завршува со казна, туку со нешто многу посилно, со лекција. Ако го погледнеме нејзиното патување, тоа е една вистинска трансформација. Прво почнува со измама, лаже за да си ја врати играчката. Потоа преминува во послушност, го прави тоа што треба, ама само од страв. Како последица на тоа се соочува со отфрлање, и тоа не од жаба, туку од принцот од нејзините соништа. И токму тој шок, тоа отфрлање, ја носи до последната фаза. Вистинска мудрост. Конечно сваќа што значи интегритет. А што е всушност интегритет? Па дефиницијата вели дека тоа е квалитетот да се биде чесен и да се има силни морални принципи. Состојба на целост. Со други зборови, кога твоите зборови, твоите намери и твоите дела се едно исто. Кога не си поделен. И еве го вистинскиот и можеби подобар, среќен крај. Принцот никогаш не се вратил, Ела не се омажила за него. Но таа се променила од корен, станала најомилената и најпочитуваната владетелка во кралството. И луѓето не ја почитувале поради незината убавина, туку поради нешто многу поважно. Поради незината чесност и силата на незиниот збор. И така, оваа поинаква верзија на приказната не остава со едно многу важно прашање за размислување. Што на вистина вреди повеќе? Ветување што е одржано само затоа што некој бил принуден, или вистина што е изговорена искрено од срце? Одговорот може би изгледа очигледен, но не потсетува да размислиме за намерите зад нашите сопствени зборови.